отвараме нова тема колку се безбедни работниците на своите работни места и дали ги знаат своите права. На оваа тема зборуваме со Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво на Македонија. Добро утро, добро дојдовте во Македонија наутро. Добро утро од мене и поздрав до гледачите на македонска телевизија. Нека биде и тоа првото прашање. Безбедни ли се работниците на своите работни места, особено кога станува збор за градежништвото? Нажалост, мора така да почнеме дека градежништвото е убиец број 1 за своите вработени во секторот, во деноста, односно синдикатот од каде што доаѓам, имајќи во предвид дека годишно имаме преку 2000 повреди, преку 20 жртви на своето работно место, тоа се наши колеги, работници, работнички што отишле на работа и не се вратиле при своите семејства и не може статистички да се пофалиме дека сме безбедни на своите работно место, не особено во градежништвото, напоменувам тука и земјоделието, метална индустрија, рударство, шумарство и така натаму. Меѓутоа, голем дел од проблемите се и системски што се провлекуваат низ години. Од една страна, само накратко ќе кажам, можеби нестручност на кадар, но од друга страна информирање на вработените да одбиваат работа согласно закон, доколку видат дека нивното работно место ги носи во повреда, несреќа или, не дај Боже, несреќа со фатален крај. Никој од тие работници што ги имаме статистички повредени или загинати сигурно не отишле на работа за да го сторат истото, но пак ќе кажам, недоволниот инспекцијски надзор кој што недостасува и тоа што го гледаме во не повеќе од 2 месеци со свлечиштата на градилиштата, допринесува да имаме слаба контрола врз законите, какви да ни се и законите и подзаконските акти. Напоменувам дека слабата контрола од страна на инспекцијските служби допринесува да имаме онакво диво владење на правото, на законите, да си гради кој како сака, да си применува некои мерки за безбедност и здраве при работа што не се по книга, туку се колку најевтино би го чинело тој работодавач или тој инвеститор. И на крајот на денот се сведува на трошок и на грб на работникот, бидејќи не видовме дека некои од тие одговорни лица или инвеститори, надзори и ревиденти завршиле во затвор, ќе кажам, не со парична казна која што е во висина на еден деловен ручек, туку навистина треба да се воведат казни затвор за секој оној што нема да ги отстрани тие неправилности од своите работни места, односно работните места на кои што ангажирал луѓе да му работат, да му остварат профит, а од друга страна да се повредат или загинат на тоа работно место. Од тука што вели Законот за безбедност и здравје при работа? Законот за безбедност и здравје при работа неколку пати досега од 2007 година после заштита при работа е менуван, усогласуван со некои европски регулативи, со стандарди на меѓународна организација на труд и за среќа не можам да кажам дека е лош и онаков каков што во моментов го имаме на хартија, но кај нас некако законите се како мртво слово на таа хартија и не се применуваат во целост. За подсетување имаме преку 20 подзаконски акти на истиот закон во вид на правилници, например ќе земам правилникот за мобилни градилишта, кои што убаво си предвидуваат тие правилници и законот како треба да се извршуваат работните задачи, кои се соодветни обуки, здравствени прегледи, се што треба да има права и обврска и работодавачот и работникот, но за жал пак ќе кажам, слабиот инспекцијски надзор и тоа како се гради и како се работи во државата допринесува да имаме една црна статистика и од година во година наместо да се подобруваме, ние некако ги влошуваме тие статистики и за жал немаме една унифицирана статистика со точен број на повреди и жртви, но тоа што го водиме ние како синдикатот за подсетување дека лани 31 работник не се врати при своето семејство. Тоа уште еднаш дава до знаење дека итно треба да имаме построга примена на законите, доколку во некој дел не се добри да ги смениме законите, меѓутоа пак ќе кажам примената е контролирана од страна на инспекциите. Тука многу затајуваат и градежните инспектори при општините, државните трудови инспектори, пазарната инспекција, надзорите, изведувачите дека изведуваат онака како што ќе плати инвеститорот или проектантот, а не онака како што навистина треба по книга за да немаме ни повреди ни жртви. И видовме само за последните 2 месеца свлечишта, од кои што едното свлечиште заврши со тешко повреден работник и загинат работник, а другото за среќа немаше повредени жртви, но не се исклучува од можноста дека во моментов додека се гради некаде нема да имаме повторно повредени или жртви на градилиштата, имајќи во предвид дека пак ќе кажам, никој не води есап како се гради, како се влегува, како се копа јама, како се
спроведуваат законите онака во пракса, а не онака како што гледаме дека пробуваат најевтино да ги чини тие инвеститори и тие газди. Се случува ли работниците да одбијат работа доколку забележат несоодветни услови? Во синдикатот сме имали такви пријави и такви разговори со дел од работниците, меѓутоа напоменувам дека барем оние што се членови на синдикатот, кои што почитуваат колективен договор, а има за пофалба такви компании и работодавачи кои што навистина се на висина на задачата и гледаат да ги исполнат до максимум колку што можат овие барања, се случувало да одбијат работа без последици или реперкусии. Меѓутоа, голем дел, верувајте, се плашат да одбијат работа од проста причина што ќе изгубат работата и се уште го имаме она дека е лесно заменлив некој, колку и да немаме мајстори, инженери и техничари на пазарот на труд. Меѓутоа, има луѓе што се охрабриле, пријавуваат, се подобриле одредени услови, констатирала инспекцијата одредени недостатоци, меѓутоа се сведува тоа да се заврши се до моментот додека немаме повреда и жртва. Некако не се освестуваме пред време да стопираме одредена активност, туку учиме на грешките што не треба да биде таква праксата ни во Македонија, ни таму каде што имаме испратени работници, така што останувам на ставот дека поголема едукација и на вработените, меѓутоа и поголема едукација на работодавачите и тоа да не го гледаат безбедноста и здравјето како трошок, туку како инвестиција и во својата компанија и во вработените, треба да го говориме јасно и гласно секој ден за да ја подигнеме свеста и едните и кај другите, бидејќи на крајот на денот секој оди на работа за да заработи, и работодавачот, меѓутоа и работникот. Нажалост, некако низ годините гледаме дека овие работници се поексплоатирани, односно работат во надворешни влијанија што не можеме да ги измениме, работат до минус 20, работат на плюс 40 и повеќе летно време и сето тоа допринесува да градежниот работник низ годините се поизнемоштен, се по, како да кажам, исцрпен од својата работа и некако немаше слух ни претходната влада ни оваа да направи барем бенефициран стаж за оваа категорија луѓе. Остануваме на нашето барање дека овие луѓе заслужуваат повеќе од очигледно и бенефициран стаж, заслужуваат и подобри услови за работа, не секогаш платата е предуслов, меѓутоа најголем дел од луѓето и во потрага за парче повеќе за екзистенција, работат и во прекувремени часови, работат и на црно, особено во овој сектор, што, повторно кажувам, допринесува за повреди и несреќи при работа. Доколку се стабилизира пазарот во смисла да со 8 часовна работа вие може да заработите убава плата, да немате потреба од прекувремена работа или работа на црно, можеби малку ќе ја подобриме статистиката и ќе имаме позаштитени работници. Како единствен репрезентативен синдикат, тоа го правиме секојдневно, правиме обуки, семинари, меѓутоа пак ќе кажам, бројката со која ние располагаме е многу помала во однос на вкупниот број на вработени кои што го имаме во секторот во државата, имајќи во предвид дека голем дел од тие работодавачи не се познати ниту на јавноста, ниту на државата, ниту каде градат и како градат, и тоа е еден голем проблем што повторно го сведуваме прашањето дека инспекцијата треба да е постојано на терен, а не само по пријава на синдикатот. Ги споменавте и вие обуките, постојано ги правите, се разбира, тука се присутни сите оние кои што сакаат да се едуцираат дополнително. Безбедноста треба да биде на прво место за работодавачите. Заштитната опрема несомнено, меѓутоа дополнителни обуки требаат ли за работниците? Работниците по Закон за безбедност и здравје при работа имаат задолжителна обука за секој работно место пред да почнат со работа. Тоа е проблем што ние, например, имаме информации во компаниите кои што се членки при организација на работодавачи, кои што имаат членови во синдикатот. Но верувајте, преку 80, да не бидам групи 90% од пазарот на труд не членува никаде за да ги знае овие работи или за да мора да ги почитува. И нажалост инспекцијата па и таму не оди за да констатира вакви прекршувања на законите и нерегуларности. Она што мора да го знае јавноста е дека секој еден работник прво треба да помине и здравствен преглед, меѓутоа соодветен здравствен преглед за неговото работно место, не само да ги штампаме здравствените прегледи за 800-900 денари и да кажеме овој е здрав. Зашто е здрав? За работа во канцеларија можеби тој работник е здрав и психички и физички, но правиме муабет за ѕидари, тесари, армирачи, асфалтери, луѓе што работат високо ризични работни места и што се секојдневно изложени на надворешни влијанија. Така што за секој работно место пред се треба да има соодветен здравствен преглед. Потоа кој ќе отиде кај работодавачот да има соодветна обука од страна на работодавачот, од страна на стручното лице кај тој работодавач за неговото работно место. За потоа кој ќе влезе во конкретниот случај едно градилиште, точно знае што се неговите работни задачи за да не се повреди и не дај Боже да повреди негов колега или да настане поголема хаварија. Меѓутоа во последно време гледаме како не се безбедни работниците поради други мерки што претходно го запазиле работодавачиве делот за работниците, но не го запазиле нивниот дел. Имаме небезбедни скелиња каде што работник падна со се скели и загина. Имаме слечишта што на вистина можеби чини, но тоа треба да се предвиди дека некој што сака да изгради таков објект и да го продава утре по 2 или 3.000 евра квадрат метар,
треба да ги не да ги заобиколува, туку да ги почитува сите овие мерки за безбедност и здраве при работа, како се копа една јама, како се заштитува јамата, работниците што работат натре во јама, а не да гледаме дека во 21 век како земја членка аспирант кон ЕУ ни гинат работниците на најмизерни, најосновни работи што не се запазени. Од тука осигурани ли се работниците тука кај нас, особено вие ги споминавте оние кои што се во поголем ризик? Видете, и по закон исто така треба секој работник да е осигуран, но дали е осигуран дознаваме кој ќе се повреди, кој ќе видиме дали му се платени придонеси. Имаме се уште работодавачи што голем дел даваат плата во плик, имаме работодавачи кои што не ги осигуруваат работниците и покрај тоа што е законска обврска, па тоа ќе го видиме кој ќе се случи несреќа или несреќа со фатален крај. Меѓутоа и за осигурувањето треба да знаеме дека ова е сектор кој што треба навистина повеќе да се вложи во здравственото и во пензиското, меѓутоа и во животното осигурување, имајќи во предвид дека со обична една полиса за осигурување која што работникот го чини 150 или 200 денари, он добива на крајот 5000 евра, мислам немам семејството на жал кој ќе загине, или 10.000 евра ако остане траен инвалид. Тоа значи дека ниту понатаму ќе може да работи, повторно ќе биде на трошок и на семејството и на државата и ништо нема да добие на крајот на денот, ниту од повредата, а камоли не дај Боже да зборуваме за повреда со фатален крај. Така што мизерни се и сумите кои што ги добиваат од тие осигурувања и затоа сметам дека тука исто државата во спрега со осигурителните компании треба да направи за сите вработени барем некоја полиса што навистина ќе гарантира дека тој работник има соодветно дали лекување, дали оштета и така натаму. Не може ние да зборуваме за вакви мизерни казни према работодавачите или мизерни исплати према вработените, а да сакаме да ја поправиме сликата не само во градежништвото, него генерално во целата индустрија и во приватниот сектор како еден од поексплоатираните, да кажам, за разлика од државниот апарат. Да, еве да заокружиме, човечкиот живот нема цена. Контролите треба да се направат пред да се случи всушност никаква несреќа. Да, тоа и го зборуваме од почетокот, дека за последниот случај да го земеме во Кисела Вода, бидејќи од секторот каде што доаѓам таму имаше жртва на вистина жалосно на 34 години да остане едно семејство без тој член прво на семејството, работник, татко, брат и така натаму, а од друга страна да гледаме дека кај тој работодавач, односно инвеститор, изведувач, имало 14 казни или не знам колку платни налози. Јас кажувам, затворете го и градилиштето и тој инвеститор, за да видиме во меѓувреме дали ќе продолжи со работа некој друг во околината или во градот на ниво на територија да гради онака како што граделе они на диво. Многу построги казни, меѓутоа и превентивно се делува пред да се случи нешто, а не да кажуваме дека инспекторот треба да отиде кога веќе имаме градежна експанзија. Од копање јама поголема градежна експанзија нема, бидејќи видовме дека најголем дел од повредите и жртвите во последно време се токму тука. Така што инспектор, надзор и проектант треба да се постојано на терен 24/7 додека се гради некој објект и да стават многу повеќе внимание во делот на вработените, а тоа ќе го направат пред се ако си го почитуваат законот и ако го, како да кажам, заштитат пред се градилиштето прво, а потоа и вработените на тоа градилиште. Иван Пешевски, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Се надевам ја подигнавме малку свеста кај работодавачите пред се и се разбира кај нас работниците треба да бидеме свесни за нашите работнички права. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас за можноста.